Дистрикт Цивил прес студио интервју на Зоран Иванов со Борче Трајковски. Го има секаде, ама не и по енциклопедиите, а таму пак има секого, но еве го нема Боки Бургија. Не, например, на Википедија, или пак, може би јас не успеав да го пронајдам таму, но затоа за него по интернетот и по медиумите може да се најде се и се што. Од тоа дека е баш најурбан скопски тип со влијание, патем токму тоа влијание е непосредниот повод за него овде во Дистрикт, па се до креатор на децениските партиски, СДСМовски, кадровски перипетии, па преку медиумски присуства и колумнистички влијанија, па дури и до некакви судски, па и притворски дури случаи, па пак назад како бранковист и се до неформален водач на градското, на урбаното партиско крило, па потоа критичар на зајавистите, па потоа малку омекнат поддржувач на зајавистите во кадровските решенија, па негово легендарно друштво или движење со промелив интензитет бургијаши, па и така натаму за Борче Трајковски, за скопскиот Боки Бургија, како да нема крај, без оглед на тоа што го нема во енциклопедиите. Мојот денешен соговорник зова, за жал во овој многу кус временски термин од 30 минути, време на Дистрикт, е скопјанецот, нагласувам посебно скопјанец, Борче Борис Трајковски, всушност Боки Бургија. Кажав малку, испуштив секако многу, по нешто погрешив. Борче Трајковски, добре дојдовте во Дистрикт, ќе исправите нешто од ова што го кажав или ќе додадете или ќе одземете? Добро ве најдов, благодарам на поканата. Па тоа е отприлike во кратки црти движењето овие 5, 16, 17 години откако сум појавен на овие интернет медиуми. Не планираме во Дистрикт реклами, но вие донесовте неколку ваши книги, ваши дела. Јас не спомнав ни едно, бидејќи ги видов тука. Ќе ги представите? Па може на кратко, овие се Ајде да прво видат гледачите, поменам дека се подарок за тебе. За мене? Да. Ово ќе ми испратите жиросметка. Не се шегувам, на авторите треба да им се плаќа трудот, но јас многу ви благодарам. Ова книжуле е последното што го промовира сега пред некој месец. Се работи за подемот и падот на СЈО или СЈО во белешките на курирот. Добро. Ќе ни биде дел од темите. Да, ова се збирка од стари скопски раскази кои наидува на одличен прием кај мојата публика, моите читатели. И овој клучот е мојот прв фикцијски роман кој е исто поврзан со Македонија, со македонски случувања, политика, полиција, тајни служби и такви работи. Интересна, приказна, во секој случај, сите наидува на добар прием. Имам впечаток дека, да, честитки ви посакувам натаму успехи во пишувањето, и во колумните, и во јавниот живот воопшто, што помалку инциденти, да ги наречам, со институциите. Не може да има да се избегнат инциденти кога така размрсувате политички ситуации. Ќе биде можеби глупаво ако ве прашам за моја возраст, помладите Скопјани, но за најмладите, од каде тоа Бургија? Па најверојатно имат 16, можеби 17 години, откако се вклучив прв пат на еден интернет форум во Деница и таму почнав да дискутирам, да споделувам мои ставови, мислења, да влегувам во ситуации, конфликтни, неконфликтни, не е битно. Предпоставувам дека им се... Ќе ве прекинам просто да малку, битно е конфликти или неконфликтни, но ова конфликти околу кои теми се конфликтите? Сигурно не за екологијата, нели? Политиката предизвикува конфликти. Таму не можете, ако завзимате страна, како јас, што јас завзимам социјалдемократската, да очекувате сите да ве прифатат по вашите анализи, коментари, ставови и мислења. Меѓутоа... А вие инсистирате сите да ги прифатат вашите ставови? Не, ама на почетокот можеби ми беше малку непријатно чудно. Се обидам да го релаксираме во главето. Да, ке ме опцуеше или ке ме навредеше. Меѓутоа, начинот на кој јас внесов еден нов стил на изразување или нов начин на комуникација во тој пишан простор. Како се вели, буши како Бургија. Да, и се јави еден од моите поддржувачи и вика ги дупчиш како со Бургија. И другиве сите тоа го прифатија и одеднаш се појави
едно прозорче, овде ке пишува Боки Бургија. Добро, и станавте бургијаши, и стана движење. Си имаше свој некој ритам на растење, на зголемување, на ширење на тие. Предпоставувам дека со тие мои први колумнистички настапи во интернет порталите ја привлеков на некој начин публиката заради тоа што на еден хумористично-сатиричен начин почнав да ги објаснувам политичките ситуации, превривања и престројувања, така да мислам дека тоа во многу ми направи да за брз временски период станам популарен, да речам, на тој простор. И бургијаши всушност прерасна во некое своевидно движење. Кога ќе речем стари скопјани или стар скопјанец, не мислам секогаш на луѓе кои се родени во Скопје, израснали, живееле, него мислам на оној урбан скопски шмек. Вие важите за меѓу најурбаните скопски, простите на терминот, типови, ви годи, ви пречи? Ја за себе сакам да останам во онаа скромна опција, меѓутоа и чаламот не е исклучен од скопскост, така да ми прија, не можам да кажем дека не ми годи, кога од други ќе слушнам дека ете, важам за некој урбан лик. Борче Трајковски чаламот носи и проблеми, нели? Апсолутно. Од малскиот од малски аспект гледано, дури ќотек. Меѓутоа избегнувам да настапувам во стил јас. Тој јас, овој јас, нели ви реков од типот на тие раскажувачи, меѓутоа имам проблеми во однос на пишувањето, на содржините во пишувањето заради тоа што отворено завзимам страна. И тука се во пензија сте млад пензионер, па како да се биде во пензија? Па добро е, мислам добро се заврши, таа приказна имаше своја... Зборувам за амбиентот пензија, досадно? Не, амбиентот, супер е, мислам, пази, кога понеделник ти е среда, сабота ти е вторник, така да немам тука проблеми. Но малку непопуларно заминавте вие во пензија, не вие, од институција која згасна. Да. Таква среќата ли ви беше? Па, тоа се околности кои никој не очекуваше дека ќе се случат. Добро, Јас во месецот кога требаше да ги исполнам старосните услови на 16 март 2020 немавме шеф во... Се случи распад на... Во СЕО, да. СЕО висеше уште не му се знаеше судбината како ќе. Добро, да бевте пратени ќе се распаднеше парламентот. Може би подобро вака поминавте. Ве исплатија, имаше проблеми и на крај со... Да, на крај сепак се најде решение, не исплатија. Законот беше проблем или и нечи? Добро, тука има разни ситуации. Јас ќе се задржам на проблемот дека СЕО остана без раководител, остана во воздух, значи остана нигде. Без решен статус, веќе имаше закон важечки кој важи, меѓутоа немаше раководно лице кое ќе управува со него, кој ќе потпишува или ќе... И во тој период сите на некој начин лебдевме негде во воздух, сепак на крај се заврши добро, не исплатија со последниот датум, со јуни месец 2020 година, јас си заминав во пензија и пензиите ми ги исплатија. Се разбира, ова е тема што е покренав и ова до сега што го зборувавте, ве засега вас лично и многумина кои таму останаа, но жалите за СЕО, гледам и вашите реакции, како институција, без оглед дали Борче Трајковски, Боки Бургија бил таму или не бил, што изгуби Македонија со губењето на специјалното јавно обвинителство? Сега мене, ако ме прашувате, широка е лепезата, голема е. Меѓутоа, една од најважните работи што изгуби е носењето на брза правда. Казнувањето на веќе откриените криминалци, заради тоа што обемот на надлежности на СЕО се базираше на прислушкуваните разговори. И од тој пакет се покренаа многу предмети, меѓутоа многу и остана незавршени, непрегледани, непреслушани, Краток беше рокот од 4 години за да се издействува, да се заврши целата процедура. Наша балканска работа, таман нешто ќе се воздигне, ќе го однесеме, не знајќи од каде. Борче,
Трајковски, кој го урниса специјалното јавно обвинителство? Власта, опозицијата, мафијата, алчноста? Тука имам ја една моја дефиниција. Ја и во книгата што ја напишав за СЕО, го опишувам амбиентот и случувањата внатре, движењата, промените и качувањето, самодовербата, спуштањето. Подемот и падот. Да, од почетокот до последните денови на мојот престој таму и гледано од мој аспект. Има повеќе и се задржувам на дефиницијата дека сами себе се затворивме. Тоа на крај се потврди со аферата која излезе, за жал, со Катица, така да и во моите неуспеси и во мојот живот падовите сум си ги препишувал себе, заради тоа што сам ги бирав работените, сам ги бирав советниците, сам ги одредував партнерите со кои ќе соработувам, сам си ја кроев таа патека и во оној момент кога доаѓаш во ситуација сега веќе никој ништо не ми може, сега сум крал и се случува паѓање. И тие грешки се мои лични. Катица е проблемот или грешката што ја направи е падот на СЕО. Значи нема други да посочиме виновници. Јас уствари не можам да посочам и алоцирам грешката само кај неа. Таа најверојатно ќе знае уште подобро или подлабоко доколку би сакала да излезе со некоја своја автобиографија, да раскаже што све и се случувало таму. Меѓутоа, она што кај нас почна да зрачи и да се слуша, борејќи се да го издействува законот за СЕО, влезе во пазарење со политичарите. Влезе во пазарење со мафијата и со оние што ги гониме. Она направи многу за политичарите, доби афера. Може ли да констатирам дека таму навистина имаше прекрасен човечки стручен материјал, но дека лидерот или водачот на институцијата потврли веројатно е грешка на политиката или како политиката намерно да постави лош материјал, да го води добриот материјал, па не издржаа столбовите. Добро, сега пак од мој јагол гледано, немаа проблем квалитетните кадри во СЕО со тоа што шефува Катица, што само низиниот подпис важи. Тие си работеа прекрасно. И нивните резултати, всушност, ги гледаме се уште по судовите. Тоа што е лоша завршница во судбината на СЕО е што никој не покажа интерес таа институција да продолжи да работи. Значи, откако се случи аферата, сите одеднаш замолкна. Зошто? Мафии се вгнездени во врвот на власта, во врвот на опозицијата, во врвовите на политичките партии, сиот мотив да се занимава со политика е сепак мафијашки криминал или што општество сме ние всушност. Со една реченица, ако никој не сакал да се надлакти да го потресе да го спаси. Никој, ни власта, ни мафијата, ни овие што ги гоневме, природно не сака. Сега, зашто власта не се заангажира да го задржи сиот, да го задржи во таа поставеност каква што беше, заради тоа што покажуваше фантастични. Политичката чашија зборуваше околу некакви дилови, околу компромиси со преспанскиот собрание, мнозинство и така натаму. Може ли тука да се најде некаква? Јас кога реков дека влезе во пазарење со политичарите, и тука ја направи најголемата грешка, немаше никаква потреба. Што ја интересираше Катица, дали Заев ќе обезбеди 82 или нема да обезбеди 82 пратени. Или ќе учествува во креирање на политика заради државата. Државата беше потоната во криминал и се уште. Да, ама ако така констатираме, ако излечам од вашата констатација, тогаш до алчноста е. Она имаше желба да СЕО да продолжи со работата. Заради тоа што сите констатиравме дека рокот е краток, за да се издействува. Во тој пазар, она најверојатно беше и уценета. Да, ќе ти дадеме закон, ама ќе го направиш ова и ова. Јас сум сведок дека она криела предмети. Готови предмети, сега, дали таквите игри во тие
игри, она не умеела да се снајде или да издействува закон за Секако ова зборуваме врз база на предпоставки, вие имате Не, ова имате е инсайдерски информации однатре, не се сомневам. Не, ова е моје сведочење, што Но било добро еден рековте, предмет ако се осмели дамата Ја и го пишувам тоа да во пишува биографија, ќе има можност македонската јавност по Па би било добро да се осмели да ја раскаже таа нејзина сејовска верзија, заради тоа што не верувам лично дека пари се опраша. Катица имаше цела моќ. Чекате малку тука да и мене да ми биде и на гледачи. Ако мислите, ако Боки Бургија мисли дека не биле пари во прашање, животот ли бил во прашање? Тоа е све се базира на неискуство, неизживеаност, на наивност, дека и на она самоувереност, лажна самоувереност. Кога моќта ја чувствуваш, дека веќе никој ништо не ти може, и она го изјавуваш. Кога забележуваме во политиката одредени личности ќе дојдат на некаква функција и мислат дека функцијата носи знаење и памет и моќ и така натаму. И не слушаат никој околу себе, па на крај пропаѓаат, па не им е јасно зошто. Протестиравме како граѓани, се собиравме, го поддржувавме специјалното јавно обвинителство, мајци се црта и така натаму. Ќе проговорат не само Борче Трајковски, веројатно и другите и меѓу одредот на обвинителите за тоа што се случувало еден ден кога нема да им зависи можеби сведочењето или излегувањето во јавност за нивната лична кариера. Не би рекол дека ќе се осмела заради тоа што овие 4 години дружејќи се со нив, тие се во една посебна категорија на луѓе во држава, ги интересира се, меѓутоа јавни настапи или, како се вика, на анализи да прават поствесно. Не верувам дека ќе се појават такви. Вака, во некој приватен улавет, сите ќе раскажат своја верзија, сите ќе кажат своји согледувања од таа цела ситуација, меѓутоа пак ќе повторам. Лично не верувам дека пари биле во прашање, заради тоа што ги спомнате шарените. Катица го достигна врвот на моќта во однос на било кој до сега и не верувам дека од сега ќе има некој таква позиција со сестрана поддршка од правољубивите и од финансиска и од политичари и меѓународна во крајна линија. Меѓународната беше исто. И тој молк после аферата, молкот на меѓународната даваше до знаење дека се ја заврши работата, си го исполни. Глупаво е, знам, ќе ми забележите можда, но ајде малку и да се пошегуваме. Боки 13 и Боки Бургија. Негде се најдовте преку СЈО во некоја линија. Ви прави нешто непријатност некаква таа асоциација? Боки 13 е несреќната појава во СЈО. Ниту еден, освен Катица, немаше некое пријатно чувство. Напротив, сите ние бевме запрепастени кога ги видовме тие релации со Катица и ова, меѓутоа и клучот и бравата беа кај. Се покажува дека во крајна линија криминалот не се исплатува. Еве ние двајца тука седиме, разговараме, некои други не се тука, нели? Некој од толку убави простори по Скопјево одбрал да живее во некоја келија и така натаму, не исплатлив е криминалот, нели? Апсолутно, меѓутоа ако имаме право обвинителство и прави судови, тогаш многу брзо ќе дојдеме до овој заклучок ти што го кажуваш. Сега за сега се уште висиме во воздух, политичарите ги бркаат позициите за да брзо дојдат до богатство, до пари, до се. За Боки 13 уште една работа сакам да кажам. Он беше таа несреќна појава во СЈО, меѓутоа Катица му послужи како алатка за да влезе во тие валкани комбинации игри, заради тоа што сомнежот за целото негово постоење, од што го знаем од јавноста, секогаш се поставувало прашањето од каде му се парите на Боки 13. Купува станови, доделува станови, поклонува, не знам, носи скапа гардероба, вози скапи автомобили.
И секогаш се поставувало тоа прашање од каде на боки пари. А добро, но власта треба да постава прашање, институциите треба да постава прашање. И ние сме си ги поставувале, меѓутоа сме си премолчували. Ова, штом власта не става капа врз тоа да покаже, да испита, да истражи. Вие сте соговорник со кој би разговарал можеби уште 2 часа, но време имаме уште 10 минути. Да се вратиме на овие денешниве теми, локалниве завршија волја на народот, пуч од Калето, Москва, Софија, што се случи? Избегнувам да коментирам, ја сакам да читам конспиративни Ова е дистик, нема избегнување. Не, избегнувам се шегувам, јавноста чека мислење. Да коментирам конспирации или такви замешателства на тајни полиции, криминали или амбасади странски земји. Меѓутоа, ништо чудо да има од се помалку. Мене ме изненадува пак молкот на Калето. После објавувањето на оваа пластична коалиција што ја покажа Мицковски. Веста за 20-30 наоружени пред првиот круг. Тоа исто не се останува мистерија и останува сигналот. Не се вознемирување кај и во јавноста и во државата и кај политичари. Треба жртва да беше ДУИ или СДСМ? Кој требаше да биде жртва? Не мислам на таа група, него тоа се веќе ќе влеземе во доменот на спекулации, меѓутоа дека имало цел и со таа информација најверојатно имале. Кого сакале да заштитат или кого сакале да му наштетат, тоа е веќе тема на спекулација. Бранко или Зоран Црвенковски или Заев, кој е изборот на Боки 13? Боки Бургија. Се извинувам, Боки Бургија. Се плашам од полемики што ќе ги отворите натаму, нели, бургијашки, во рамките на бургијашкото движење, дека на оваа тема ќе имате инциденти сега повторно, или? Не, јас сум СДСМ симпатизер. Значи и со Бранко, и со Заев, утре и со некој нов. Ке останам на таа линија, се додека го држат позад нашините ЕУ НАТО и се додека гледам прогресивни идеи во партијата. Закоравен, простете на терминот бранковист. Види, една фотка да се појави сега со Заев, ке речат дека сум закоравен заевист. Не ми пречеше тоа. Точно е дека имаше такви периоди. Со тоа Бранково крило на познатите оние црно-понеделнички пратеници, имавме пријатни средби, дружби и све тоа. Меѓутоа, од сите тие дружења со политичарите извлеков и многу корисно искуство. Никогаш да не се мешам во кадровските политики на партијата која ја симпатизирам. Јас давам подршка, имам и овде фаворити во овој состав на владата, давам подршка на таа партија, меѓутоа и со многу од нив и не се согласувам. Што се случува во СДСМ? Не знам, мене што се случува, не знам точно да објаснам. Црвенковски го одмрзнува полека членството, сега Заев го замрзнува, како се движат инклинациите? Чудна ми е, не знам, може ќе се извлече некој заклучок од ова што ќе го кажам сега. Мене ме разочара начинот на внатрепартиската борба на така наречените бранковисти со заевисти, со Заев, посебно и Шекерински. Тој стил на борба, која требаше да биде внатрепартиска, се претвори во пресметка. И тоа се претвори во лична пресметка на јавни простори. Тоа се одрази на изборите? Да, најверојатно. И тоа е многу веројатно дека имало влијание во ова. Мене ме изненадува и ме запрепастува, ја не се согласувам со многу од нив, со кои сум бил и личен пријател, и сум, се познавам. Меѓутоа не се согласувам со нивниот начин на водење на таа пресметка, на таа борба, заради тоа што овие избори за мене беа од државен карактер. Значи, овие избори, еве што ни европски или антиевропски резултати. Да. И моментот да не се осети, а они сите носат со етикета за државотворна партија. Они се сите, пази, не станува збор за идиоти, глупи или
неписмени. Тоа све се едуцирани, квалитетни политичари со високи образование, професорски титули. И тие одбраа да водат лична пресметка преку социјални мрежи и на некој начин да влијаат да биде поразен Заев. Они во поразувањето на Заев го гледаат својот успех. Прашање за куси одговори. Ја спомнавте Шекеринска, па ми дадовте идеја да ве прашам. Се повлече половина година пред локалните избори. Насетувате нешто тука Тие прашања јас си ги поставувам, меѓутоа не ги поставувам на политичари за да излечам некаков одговор. Чудно е тоа, сите го забележавме, на што се должи ќе откриеме откако ќе се завршат некои процеси. Еве, сега изборите завршуваат, натре во партијата дали ќе одберат нов лидер или ќе го задржат истиот. Тоа треба да се види за да се донесе некој квалитетен заклучок, зашто јас нема Радмила Шекеринска. А факт е дека она не се појави на ниједна изборна кампања, на ниједна изборна трибина. Дури немаше, не прочитав ни статус со кој ќе даде подршка, освен еден, кога излегле на гласање со Бобо. Немаше други реакции, други овие написи со подршка на партијата. Чудно. Чуден мог, чудно дистанцирање. Добро, но веројатно имало некакви дејанија таму во Тоа е веројатно. Ја сега можеме пак да навлеземе во зона на шпекулации, меѓутоа јас линијата ја терам на ниво на ние според и меѓународни овие мерила сме корумпирана држава, не од сега, не од вчера, но проблем ли е што два пати најави, а Заев не запавта со метлата? Вака, мене ми е жал, мене лично ми е жал што се случи овој пораз, ваков пораз на локалниве избори, заради тоа што следната офанзива Боки Бургија ќе ја насочеше кон жестока критика на потезите на Заев. Кон неисполно, ги има еден куп. Меѓутоа и сите кога ќе ги соберам на купче, кога ќе ги собереме на едно место, сите фаули, сите грешки што ги има направено додека е премиер, немаа тежина за да се решиш да абстинираш. Имате ли Борче Трајковски фаворит за нов лидер на СДСМ? Се разбира, ќе има подготовки, ќе се јавуваат кандидати, треба да има конгрес прво, нели? Доколку Зоран Заев секако, а веројатно ќе остане на определбата да не биде председател ниту на партијата. Ќе видиме, не знам, тоа денес сутре, сега последен сат ќе се случат. Кадриве од помладиве и повозрастниве, гледате ли некои фаворити, не мора имиња да спомнувате, но има ли потенцијал некој што може да авторитетно да ја предвиди? Има сега само и внатре, има и надвор. Кандидати има и сериозни луѓе на кои би им доликувала и на кои би можеле да се подпред за да се реформира и самата партија. Многу често партијата на високи позиции знае да постави, погото лидерите на партиите, да постават околу нив луѓе кои не биле членови и активисти на партиите, кои не растеле со партијата и тоа создаваше на некој или создава на некој начин отпор. Што мислите вие за тој тип на кадровска политика? Уште во времето на Бранко Црвенковски двајца подпредседатели. Не знам времето на Заев, еве сега со министерот за здравство, подпредседател на партија. Без партиско минато. Создава ли тоа револт? Има лоши, предизвикува сигурно. Меѓутоа има лоши и тоа е уствари и причината што сега и во СДСМ има поделба на бранковисти и заевисти. Значи едни се разочаруваат заради тоа што се дистанцирани, а имаат квалитет, други се почнуваат да се перчат на некој начин заради тоа што фатиле позиции, а немаат некој особен квалитет кој може да се спореди во тоа. Јас најубаво решение би било кога може да се сублимира, мислам да има сили во СДСМ да се седнат сите на едно место и да ги... симбиоза. Кажете ми, Боки Бургија, Христијан Мицкоски може ли да биде добар премиер? Бог да чува, мислам, пази, ослободете се од она партиското, кажете ми, обидете се реално. Не, ова партиско е сосема човечки и на некој начин и правдолюбиво.
Мицковски е наследникот на Груевски. И составот на оваа партија сега е полн со сомнителни луѓе кои се уште шетаат по судови. Една од најголемите грешки, уствари губитоци, што ги има државата со губењето на СЈО, е што се уште таа партија се појавува на избори. Иначе, до сега не требаше да постои. И многу е логично и да не постои во ваков состав. Тие сигурно ќе треба да претрпат многу по-сериозни реформи внатре и кадровски и идеолошки, за да продолжат да екзистираат како партија. Ова е сега театар некој кој... Во која општина сте, кој ви стана градоначалник? Не знам како Дарко, во Бутел. Во Бутел. Да. Даниела или Данела, ќе го подсреди Скопје или ќе го доселјачи? Простете на терминот. Тука треба да се остави малку простор, време. Јас имав еден коментар за неја, мене ми е сомнителна жената као тип, као фигура и вака антрополошка, анатомска, некоја... Во која смисла? Сомнителна ми е заради тоа што... Во тоа што го зборува. Добро, сега тоа се уметнички мои инстинкти кои ги црпам од ова, не заради тоа што доби подршка од ДПМН, меѓутоа мислам дека тука се крие, она повеќе би личела да е некој таен агент во Джеймс Бонд или во некоја таква приказна, отколку да стане градоначалничка. Не очекувам некој кој знае каков прогрес, не очекувам ни ова што го ветуваше во незината програма, многу од тоа да се реализира. Меѓутоа, на почетокот сите ќе ги фатат лопатите, метлите, ќе ги чистат ѓубрињата, тоа ќе се случува 3-4 месеци. Потоа ќе ги запоседнат кафолињите и кафаните. Не, после ќе имаме сосема друга приказна. Таква оценка да се донесе за било кој од нив и за Данела, потребни се 2 години. За да се констатира. Ќе одиме ли брзо на нови предвремени парламентарни? Јас лично не би сакал да се случи тоа, затоа што Ептен е непријатна, незгоден амбиент. Што Борче Бургија очекува? Што ќе случи денови? Сега јас напишав еден статус во групата бургијаши да сум јас заев. Сега имам алиби големо да ја повлечам оставката и од партиската. Не може да ја повлече бидејќи се уште не е поднесена, барем додека го прави. Не, ама да ја повлече изјава. Да го повлече зборот, да. Да ја повлече изјавата и да им понуди Бојрум, имате мнозинство. Ајде да изгласаме, не доверме на владата. Многу е подобро таквиот расплет, заради тоа што може да се случи многу лесно во оваа пластична коалиција, некои луѓе да се вратат. Но од друга страна, парламентот и до сега не функционира, е блокиран. И со такво некакво продолжување, дури и со ново мнозинство, тој ќе остане блокиран. Бидејќи и сегашната власт ќе се однесува како опозиција. Не, ама многу е битно сега да видиме кој ќе ги организира тие предвремени избори. Тоа е битката. И битката е во тоа да што повеќе се одолговлечат тие предвремени избори. Не мора да се случат тие сега во март, мај. Најдобро би било да на крајот на годината, ама тоа е сепак моја посакување, Така и добро. Па ајде, кога нова журка на бургијашите? Тешко, мислам тешко од моја страна. И по кој повод? Многу се лоши искуствата со дружбите со политичарите. Многу ми е полесно кога ги критикувам од страна и кога ги сакам и кога ги фалам од страна, меѓутоа ќе ги избегнувам дружбите на секаков можен начин во такви некои собиранки и тоа. Евентуално може да се случи ако некој од бургијашите, обичните членови, посака да си направиме пак журка, беа интересни, беа многу, ова и вие сте присуствувале на, мислам. Не баш, но сум бил љубоморен. Еднаш два пати сум забележувал фотографија на социјални мрежи, а не сум бил поканет, прашање дали би дошол од X причини, но па добро, ако вие не сте расположени сега бургијашите да се дружите со политичарите, може би тие скоро ќе посакаат да другаруваат со вас, па може да се случи журка. Да се надеваме. Дистрихт, Цивил прес студио, Борис Трајковски, Борче Бургија. Борче Трајковски, Борче Бургија ви благодарам. Благодарам и на вас.